Со признавање на независноста на Македонија под уставно име, Бугарија направи голем потрек кој што македонците во оваа земја силно го поздравуваат. Поседата на премиерот Станишев на Скопје во моменти кога Грција блокира земјата во НАТО и Европската унија, а во Софија влијателни сили сакаат да го искористат моментот и да ја притиснат Македонија, е уште еден доказ дека Бугарија може да биде искрен пријател, но за тоа да се случи треба да се надмине проблемот со малцинствата. Вака партијата Омојлин Денпирин ги оценува 15 годишните топло студени македонско-бугарски односи кои се движеа во крајности од голема војно-техничка помош за земјата во 2001 се до отворено негирање на македонската нација, која за значаен дел од бугарската политичка и интелектуална елита е најромантичен дел од бугарската историја. Ги толку години, овој добар почеток не го доби својот добар завршеток, со признавање на македонското малцинство во Бугарија и со затиране на негирањето на македонската нација. Значи, уште тие работи е многу битно да се направат, за да може да зборуваме за едни вистински, принципијални пријателски односи меѓу двете земји. Невладината организација Омојлин Денпирин не верува дека Софискиот суд кој треба да решава за регистрација на Омојлин Денпирин ќе донесе позитивна одлука затоа што со тоа ќе се реши и проблемот со статусот на македонското малцинство во Бугарија. Бугарските власти, бугарските медии, бугарските судови прават се возможно да не биде признаено македонското малцинство. Значи, тоа е, ако ни признаат, тоа е де-факто, они признават дека има македонско малцинство во Бугарија и конкретно во Пиринска Македонија. За време на неговата претходна посета на Македонија пред 3,5 години, бугарскиот премиер Станишев изјави дека во Бугарија има 5000 македонци и дека проблемот со македонското малцинство е проблем на судските инстанции, а не на политичките институции. Официјална Софија тврди дека со платењето на парична казна одредена од Судот за човекови права за одземената регистрација на Омојлин Денпирин, Бугарија ги исполнила обврските кон меѓународните конвенции и Судот во Страсбур.